Општина Кочани нема да издвои дополнителни средства за новогодишните реквизити, изјави градоначалникот Никол Чуелиев на брифингот со новинарите од локалните медиуми. Ке се користат минатогодишните украси со кои општината ќе го добие препознатливиот празничен амбиент, а за наредната година се планира од општинскиот буџет да се издвојат средства кои ќе бидат искористени за оваа намена. Ова година немаме предвидено посебно пари за украсување, она што ни стои на располагање според законот и она што можеме да го направиме со она опрема што ја имаме и нешто да додадеме, ќе се потрудиме да Кочани како и во минатите години и ова година да биде скромно украсен, сепак да се препознае дека доаѓаат празници и дека сепак во рамките на можностите ќе биде украсено онака како што можеме во овој момент. За ваша информација, за следната година предвидуваме една поголема сума од 400.000 денари, која ќе биде уште сега предвидена со буџетот и на време ќе си ја почнеме припремите за украсувањето и кога ќе дојдат вакви празници да бидеме спремни. Инаку, како и претходните години, така и ова ќе се краси трговскиот центар и двете кејски главни улици во градот. Кружниот тек е веќе украсен од страна на комуналното јавно претпријатие Водовод. Инаку кај нас во Кочани се уште не се планира дочек на Нова година во трговскиот центар или на плоштадот, но препознатлив белег за новогодишните празници е новогодишниот концерт кој го организираат од Основното музичко училиште Ристо Јуруков, за кој се уште течат подготовките, а организаторите детално ќе излезат со информации во текот на наредната недела.